Плажа со палми под новиот театар на кеот на Вардар, огромни згради во барок и неокласичен стил, античка колонада и скулптури со музи, нови мостови со десетици скулптури на нив. Старите мостови во модерен стил се преоблекуваат во барок. Политичката елита го спроведуваше контраверзниот план Скопје 2014 за изгледот на градот, а жителите првпат гледа објекти од пред неколку века, кои никогаш не припаѓа овде. Се преоблекуваше во некое чудно барокно ново издание, па дури и катните гаражи, сендвичарниците и тезгите на плоштадот. Проектот Скопје 2014 не значеше само менување на ликот на градот преку додавање на нови градби меѓу постојните, туку и систематско бришење на трагите од архитектурата и историјата од друго време. Како со некакви предрасуди, омраза, желба да се избрише сопственото сеќавање и минато, беа отстранувани сите траги што ги оставиле архитектите од 20 век во Скопје, а и тие пред нив. Бранот ги зафати зградите околу плоштадот, мостовите и кеот на Вардар, изгледот на Калето, зградата на владата, целиот плоштад. Ако земјотресот во 1963 година уништи 65% од Скопје, тогаш ова беше големото цунами кој се заканува да збрише се. Еден од најдобрите архитекти на светот кој конструираше градби на 5 континенти, јапонецот Кензо Танге, 2 години по катастрофалниот земјотрес на конкурсот од Обединетите нации за обнова на Скопје, беше избран да го изработи урбанистичкиот план на градот. Тој во својата визија го виде Скопје како град на иднината и понуди план за централното градско подрачје. Освен за Скопје, Кензо Танге ги изработи урбанистичките планови за Хирошима и за Токио, добитник е на многу светски награди, меѓу која и Прицкеровата во 1987 година. Речиси пред 50 години неговите визии изгледале многу посовремено и помодерно од она што денеска му се случува на градот. Футуристичкиот концепт за Скопје на познатиот јапонец никој не предпоставуваше дека еден ден низ ново компонираната мас култура ќе се претвори во барок и неокласицизам. За мене беше трауматски шок на вистина. Траумата се уште трае, мислам шокот може би од непријатното изненадување што видов помина, меѓутоа она што се случува не помалку боли, односно не помалку и понатамо е трауматско, меѓутоа ако добро го прочитавме и тогаш проектот преку таа компјутерска визија, можевме да видиме дека тој има амбиција да го преоблече, така да речеме, целиот контекст. Јас мислам дека тука и барокот е дури навреден, ако ова го наречеме дека е во некаков квази барок или пак неокласицизам, бидејќи мислам дека е уствари еден чуден збир на непостоечки стилови пред се и лоша имитација со некоректна, неточна, непрофесионална интерпретација на стиловите, на деталите, на нивната суштина. Така да ние имаме, конечно гледаме се повеќе како ќе изгледа. Тоа е еден збир кој што е галиматијас, еден збир кој што не покажува никаква творечка смелост, кој што е ненадарен, кој што е дури интелектуално инфериорен според мене, во слава на тој антички мит, кој што очигледно е единствениот функционален мит во оваа визија за Скопје 2014, се поништува се што е современо архитектонско културно наследство, односно традиција и континуитет во Македонија, и на вистина личи, се чини дека на ваков начин се работи за генетски инженеринг. Последната потврда за инженеринг беше посегнувањето и намерата да се менува изгледот на објектот на владата и вулгарното газење врз авторските права на познатиот архитект Петар Муличковски. 84 годишниот архитект, добитник на многу општествени и професионални признанија, се уште не може да поверува дека неговото ремек дел од модерната архитектура, објектот каде што е сместена владата и за кој има добиено признание од Светската организација на архитекти, власта сака целосно да го претвори во барокно здание. Следејќи ги насоките на планот на Кензо Танге, објектот изграден во 1970 година во стилот на модерната и заедно со објектот на поштата со години се препознатлив белек и вредни дела на архитектурата на Скопје.
Но владата своето седиште и некогашно седиште на ЦК-СКМ сака целосно да го менува наспроти авторот кој побара да се прогласи за историско наследство и да не се редизинира во друг стил. Владините служби идејата за промена на фасадата ја образложија со недихтување на прозорците и со пробивот внатре во објектот. Муличковски се нафати тоа да го изработи како план и да се санира, но беше ставен пред свршен чин. Од една страна покане да учествува во санацијата, но власта не прифати тој да понуди идејно решение за проектот. Ништо не ми кажа, само ми рекоа дека ние ни од тебе не бараме проект. Сака да ја менува. Едноставно, како да ми беше ни нивната идеја, пото да се смени таа зградата, да биде барокна зграда. Не може да се менува таа, затоа што сета конструкција е во системот на барокната зграда почнува оддолу, од темели. Треба да се направат темели за таа, ме разбирате. А ова има друг обратен систем, тоа е одгоре. Сите се обесени, плочи, лиздови, се е обесено. И сосем обратно. И ова конструктивниот систем на арматурата е поеднаков на плочите и така, тоа е се обесено и не може да се менува. Тоа е обратно од она што укажува системот, например, на барокна фасада, што треба темели да има. Знаете, таа е уникатна зграда, право да ви кажам, е моје и ремек дело, да речем. Нема таква зграда, таква конструкција нема. Посегањето по објектот предизвика силни реакции од архитектите, но тоа ништо не смени. Од Асоциацијата на архитекти со писмо бараа владата да ја одложи постапката. Сугерираа дека било наведено дека станува збор за реконструкција, а не за менување на обликот и изгледот на објектот. Се ова што е направено во последните 2 години, 3 поточно, со проектот Скопје 2014, е атак на една колективна естетика која што ја градевме со години, да не кажам, сигурно последните 50 години после земјотресот во Скопје. И како таков гест, еден непромислен, го сметам за површен, булгарен. Проектот Скопје 2014 е и просторно, и временски, географски, и економски, и културолошки, и естетски, и социјално надвор од контекстот. Авторот Петар Муличковски тврди дека во владата каде што бил повикан им посочил на Законот за заштита на авторските права и им укажал дека правото е заштитено за авторот, но никој и не го слушаше. Па не, кај ќе ги тужам? Има една поговорка, кај ја ќе тужиш, кај ја ќе те суди, глупости, немам намера. Во системот на планирањето и во архитектурата и урбанистичкото проектирање не се цени тој појам или захват да правиш копии, да се служиш со копии. Еден добро беше од тие статичарите, рече исто сега, како на Мона Лиза да ставиш ти на очари. Не се разбира луѓето од нити урбанистичкото проектирање, нити од архитектонско проектирање, ништо. Видите сега што станува, например, на поштата е ставија испред не за една зградурина огромно, така е. Автор не е жив, не може да се искажи, друг беше автор, али не може ти така сега да сметнуваш кај што сака згради без да се консултирава. А токму поштата која наспроти владата е во истиот стил, дело на познатиот архитект Јанко Константинов, кој од Калифорнија по земјотресот се врати да му помогне на разурнатото Скопје и беше еден од тие што ја внесоа современата светска архитектура во градот. Неговото дело, телекомуникацијскиот центар, граден во 3 фази од 1972 до 1984 година, наградуван и објект кој има многу пофалби во странската стручна јавност и изложено на истата опасност да го снема. Константинов, кој почина токму за овој објект, ја има добиено престижната борбина плакета за архитектура и позитивни критики од Бруно Зеви, но пред неа сега се гради огромен објект и се зацкрива од страната на кеот. Случајно во поштата избувна и голем пожар, па сега се стравува дека и за овој објект ќе се предложи барокно или неокласично решение при санацијата на објектот. Пожарот во неповрат го однесе и муралот на најистакнатиот македонски автор од посткубистичката епоха, Борко Лазевски. Уништувањето, на муралот на Борко Лазевски, Јадро застана како реакција дека тоа е поразувачки факт
кој всушност говори за неодговорноста на надлежните институции во однос на културното наследство воопшто во Македонија. Во Македонија во последните неколку години културата од национален интерес на прво место е, но очигледно само оваа ново компониранава. Јадро го постави, значи, отворено прашањето дали со запоставувањето на постоечкото културно наследство, особено она што е периодот во времето, значи, од Кралска Југославија и она од повојниот период на Социјалистичка република Македонија, некој сака да го избрише како дел од нашата историја, или пак можеби едноставно ваквото однесување на надлежните институции е дел од новата природба и дел од финансиските сделки кои се прават во име на заштита на културното наследство и создавање всушност на Скопје, како што го нарекуваме, Дизние во Скопје. Председателот на Сдруженијето на архитекти на град Скопје Вангел Божиновски тврди дека не се менува ликот на Скопје, зашто не може да се смени нешто што не е оформено. Тој не верува дека власта има намера да збрише се што потекнува од некое друго време, посебно не поштата, која ја смета за ремек дело. Мислам дека се нема намера кој тоа може да го покрие тој период. И не мислам дека луѓето кои оваа работа ја водат имаат каква и да е намера да, не знам, препокриваат такви работи. Колку јас ги познавам луѓето кои оваа работа со жар ја водат, дека имаат таква идеја. Зашто би сакале да ја бришеме таа наша историја? Едноставно е невозможно. Постои желба да се остави впечаток на една власт, на една генерација, на едно размислување на македонскиот народ, бидејќи оваа власт не може тоа да го прави ако македонскиот народ не го дозволи тоа и не го бараше тоа. Но првично во планот Скопје 2014 не беше предвидено да се менува фасадата на еден од трите објекти на целиот комплекс во кој е поштата, а кој сега припаѓа на компанијата Мепсо. Меѓутоа, раководството на компанијата Мепсо побара од Советот на општината Центар поради енергетска ефикасност, заштеда во однос на давачките задржување на објектот и соодветен третман на превентивните оперативни мерки за заштита и спасување од пожар, да се реконструира објектот. Залудно имаше противење од опозиционите советници во општината Центар дека не се прочитуваат процедурите кои се впишани во генералниот план за Скопје, бидејќи не бил распишан меѓународен конкурс кој треба да го одреди стилот по кој ќе се менуваат фасадите на зградите и објектите. Сепак беше одобрена нова фасада во истиот стил кој беше околу овој објект. Јас не би можел точно да одговорам баш дали е тоа правилно. Во секој случај треба да се контактира авторот, архитектот. Они сега се собственици на објектот кои имаат право дури да гурнат, не. Имаат право да градат, имаат право да го променат, но коректно е по мене да се контактира авторот за некаква измена и заради некаква идеја што имаат околу промена на било што од објектот. Стилот на неокласицизам и барок ја зафати стаклената висококатница на плоштадот во Скопје, која половина е на компанијата Евана, а половина на државната Елем. И од двете компании вела дека тие сакале да се прилагодат на новиот стил и дека немало притисок од власта. Измената на фасадата потекнува уште многу поодамна, уште пред да се роди проектот 2014. Поради тоа што уште кога беше направена аквизицијата од страна на Евана на пронешното ЕСМ, беше констатирано дека треба целосна реконструкција на зградата внатрешно пред се, нова заштита, а истовремено и да се реконструира фасадата. Во меѓувреме тоа не се случи од X причини, а како што знаете се појави и еден нов стил овде, нов амбиент на плоштадот и објектите околу плоштадот, што не фаќа и нас како зграда. Инаку таа е заедничка зграда со Елем, тоа е производството на електрична енергија. Значи, двете компании сме исто собственици на зградата и заеднички имаме донесена одлука да се реконструира зградата и да се смени фасадата согласно новиот создаден амбиент. Мислам дека никој со сила не може да те натера, меѓутоа сепак мислам дека ако веќе сме дел од овој амбиент, треба и да се прилагодиме. Решението за новиот изглед на оваа висококатница е токму во стилот кој се промовира со проектот Скопје 2014. Фасадата ќе биде идентична со таа на новата триумфална порта која е изградена на неколку метри од оваа зграда. Стаклото ќе биде заменето и покриено со барокни детали, со тераса на покривот во неокласичен стил.
Таков изглед се очекува да добие градскиот трговски центар во Скопје, изграден во 1971 година, но директорот Аго Абазовски не сакаше да коментира и да открива детали. Еднаш веќе имаше постапка за менување на неговиот изглед, но пристигна само едно решение со изразени футуристички елементи. Според решението, градскиот трговски центар требаше да се застакли и да прерасне во ултрамодерен објект, во кој се предвидуваше доградба и на 5-тиот кат. Но тричлената комисија не го прифати решението со образложение дека на изборот немало конкуренција. Конкурсот беше поништен, а на новиот се бараше архитектите да се држат до стиловите футуризам, но и неокласицизам и барок, иако во самиот оглас тоа не беше наведено. Авторот на градскиот трговски центар Живко Поповски, кој е починат, инсистирал да се зачува автентичноста на објектот и да не се менува, но Абазовски најави дека објектот треба да се вклопи во околината, односно во проектот Скопје 2014. За мене е тоа многу жална приказна. Жална, за авторството да кажеме, веќе да не разговараме, тоа е елаборирана тема, меѓутоа елегантни објекти, современи, вклопени, функционални, кои што се и белег на градов, да не кажам, може би веќе мемориален кодот и вие еден трговски центар, ако интервенирате на него во име на што? Во име на зголемување на квадратурата, во име на редизајн, во име на што? Мислам, многу е тешко да се најде крајната цел за таквата интервенција. Но, еве и ако се најде, тогаш е нонсенс да се наметнува уметнички израз на архитектот што тоа треба да го осмисли. Архитектот Вангел Божиновски, иако во голем дел го одобрува проектот, сепак смета дека одредени објекти треба да останат какви што се и да не се менуваат. Постојат објекти кои имаат своја вредност и кои не би требало да бидат допрени од овој занес на создавање на една пресвртница, односно, јас би ја нарекол определен препорот и верувам дека историјата нема да ме негира. Значи, постојат повеќе препороди низ историјата на Македонија, го сметам за еден препорот кој е многу важен од аспектот на враќање кон корените и тие корени кои долго време неоправдано се запоставени да можат да се појават во реалноста на урбаната матрица на Скопје. Синдромот на Мона Лиза со наочари е присутен секаде, но за разлика од објектот на владата, на Елем и на Евана, на стамбените згради на плоштадот за кој власта инсистираше да се проблечат во барок, не беше причина провевот. Како театарски кулиси тие од страната на плоштадот изгледаат чисти и нови, но од другата страна се стари, валкани и оштетени. Дали некој се грижи како живеат овие луѓе внатре? Иако градоначалникот ветил нова фасада и од внатрешната страна, тоа не се случило. Но тоа е помал проблем за станарите на овие згради. Поголем е што во центарот на градот, кога ќе се помине низ тунелот на објектот со нова фасада, се забележува темната страна на барокот. Погледај лево, десно, тоа све плива вака. Еве, сама ли го чисте? Што го чисте? Зошто? Тоа не знам. 6 души луѓе, копа, праве, бала, свеки ништо. Што да ти рече? Срамата што зборувам вака, ама нека иде у џаво. Канализацијата, верувате вие или не, дека овде се чисти со вакуум цистерна. Упознат е градоначалникот на општина Центар и градоначалникот на општина на град Скопје. Значи упознати се, го знаат проблемот. Зашто не го решаваат, немаме поим. Еве при крај е таа градбата од надвор фасадата, а ова канализација уште и денеска не реши. Иако неколку пати сме одели што се вика уживо, поруче кај градоначалникот, не примил, разговарано, со обеќање дека ќе се реши проблем. Од надвор градот го дотера многу убаво, а ние внатре се гушиме со канализација и со пливање на фекали низ нашите подруми, а мирисот бакшеш не останува, само фекалите онакав пред. Прашањето повеќе не е дали проектот е градежен инженеринг, дали длабоко во себе носи потиснати фрустрации кои сега излегуваат на површината, или пак дали е насилен обид за менување на идентитетот. Прашањето кое сега нема одговор е дали градот за секогаш и неповратно ќе биде сменет и колку време ќе треба да се поправи овој урбанистички хаос на кој светот отворено се подсмева. Тоа што, за жал, Скопје имал несрекна судбина да остатоците од своите минати времиња заради катастрофите и заради желбите на секој нов властодржец да создаде нешто ново, се претходно се ништело. Тоа е веројатно
цврстиот континуитет на нашата култура. Секое ново време што ќе дојде да посака да го збрише тоа што стоело претходно, знаете. Почнато од 914 наваму и ако ги гледате сите планови почнуваат со Скопје, значи 14-та и 38-та единствен континуитет, 48-та како да не постои град пред тоа, 63-та заради земјотресот, слично однесување. Сега имаме повторно слично однесување јако на еден сегмент само од градот, како да е таа судбина на овој град да едноставно не му ја дадеме шансата да таа експлицитна историчност ја покаже низ материјалните остатоци во континуитет. Не може да му наметнете на архитектот и тоа од кого? Не од струката. Не затоа што сме се договориле дека е добро на тоа место да има такви работи со ваков и ваков естетски израз, туку од една политичка структура која однапред, значи инстант дефинира естетски критериуми и редефинира, некакви идентитетски рамки. Обидот преку урбанизмот да се менува идентитетот и да се бришат историските факти секогаш на крај завршувал неуспешно. Дотогаш преку ноќ уште многу работи ќе се трупаат на плоштадот и во градот. Наспроти палмите веќе се градат огромни закотвени бродови во реката која никогаш не била пловна. За да може секој да види што направи оваа власт, ќе може да се качи на огромното панорамско тркало, кој првично беше планирано пред Мепсо, но сега ќе се гради на нов пешачки мост на реката Вардар, веднаш до бродот и камениот мост пред театарот со палмите. Од тркалото ќе може да се видат трите жални врби во лимени кутии во реката Вардар, кои се платени 250.000 евра, новите мостови со десетици скулптури, новите куполи на стариот парламент. Гледката ќе биде збогатена со музика од циркус, која ќе доаѓа од вртелешката на плоштадот висока 9 метри со најмалку 32 седишта, со фигури од дрвени коњи и кочии. Тоа е проект кој што исто така ја крена главата на македонците во Македонија. Проект кој што покажа многу работи поврзана со идентитетот на оваа нација и овој народ. Од овде, од центар, сакам да порачам дека Скопје 2014 станува и ќе стане Македонија 2017.